гледачи, добродојдовте во најновото издание на емисијата Бизнис Лаб на ТВ канал ВИС. Минатата недела владата на Република Македонија ги додели првите грантови за технолошки и иновативни компании. Грантовите се со вкупна вредност од 80 милиони денари и доаѓаат од Фондот за инвестиции и технолошки развој. Од овие средства 58 милиони денари се обезбедени од владата, а останатите се инвестиција на Светска банка. Стартапите кои ги примија договорите се победници на О2 предизвикот и 15-те најдобри проекти од четвртиот повик за инструментите за поддршка на стартап и спинов компании и за комерцијализација на идеи. По тој повод една ретроспектива и подсетување на сето она што беше кажано од надлежните, меѓутоа и од дел од добитници од грантовите на доделувањето што се случи во владата на Република Македонија. Представници на компаниите, почитувани присутни, господине Мантовели, особено задоволство ми представува што имам токму јас честа да обзнанам дека владата на Република Македонија и Фондот за иновации и технолошки развој во соработка со Светската банка денеска ќе враќат договори на 20 домашни компании за финансирање иновативни проекти. Вкупната вредност на овие договори изнесува вкупно 80 милиони денари, од кои 58 милиони денари се обезбедени од владата на Република Македонија во соработка со Светската банка. За прв пат владата на Република Македонија станува партнер во финансирање иновативни проекти на домашни компании. Иновациите и технолошкиот развој на компаниите ги поставивме како суштина на новите економски политики. Цврсто сме уверени дека токму иновациите и технолошкиот развој ќе бидат еден од генераторите на економскиот развој на земјата и причина поради која младите луѓе ќе ги задржиме да живеат и работат тука, во Македонија. Јас знам и со сигурност можам да констатирам дека нашата земја поседува огромен потенцијал за развој на иновативноста. Потребни се иновации, потребен е технолошки развој за македонската економија да тргне со силни чекори напред. Ги утврдивме потребите на општеството и знаеме дека на младите луѓе им треба поддршка. И затоа таа шанса младите луѓе веќе ја добиваат дома, во нивната родна земја, во нашата Република Македонија. Со планот за економски раст креиравме мерки за поддршка на иновативноста и технолошкиот развој на македонските компании. Младите луѓе, иноватори, кои се присутни денеска овде, се доказ дека нашата земја изобилува со креативни, способни и вредни луѓе спремни да ги следат и реализираат својот сон, да преземаат акција, да креираат нови вредности. Сакам да знаете, и вие кои што сте присутни денеска овде, но и сите други кои имаат креативни идеи, дека владата на Република Македонија ќе биде ваш искрен партнер, ќе ве следи и ќе ви дава поддршка на вашиот пат. Вашата креативна енергија е движечка сила на Македонија да чекори напред. Вие младите ги имате идеите за обмислување на еднината на нашето заедничко општество. Почитувани, иновативните проекти кои што денеска ќе добијат договори за финансирање се дополнителен поттик кој се вкупното подигање на стандардот во државата. А ние како земја целиме да ги достигнеме европските стандарди. Од тие причини, многу значајна е улогата што иновациите и технолошкиот развој имаат како важна компонента на економскиот раст. Ние како држава ќе продолжиме соработката со Светска банка да ја негуваме и другите меѓународни финансиски институции за остварување на една ваква важна цел. Од друга страна, уште поизразито ќе инвестираме буџетски средства за развој на иновациите и за технолошки развој на компаниите. За прв пат со буџетски пари пилотираме инструмент за иновации во јавниот сектор. Денеска ќе ги доделиме и склучените договори од О2 предизвикот. Од буџетот обезбедивме пари за финансирање иновативни проекти и решенија кои што ќе придонесат за намалување на загаденоста на воздухот на урбаните средини. Тие пари ги ослободивме преку кратење на непродуктивните трошоци во државниот буџет. Станува збор
за иновативни проекти што ги финансира државата, а кои во суштина представуваат новитети, како што се електрични велосипеди, воздушен колектор, бизнис модел за замена на стари грејни тела во домакинствата со нови, прочистувач за гасови кои се изфрлаат од индустриските објекти, развој на полимери и слично. Покрај овие проекти од предизвикот од два, Владата на Република Македонија, заедно со Светска банка, денеска ќе врачи договори на други 15 иновативни проекти на компании, чии што представници се денеска овде присутни. Детално се запознав со проектите, станува збор за исклучително импресивен и креативен ангажман на наши граѓани. Ке наведам неколку од проектите, како што е интерактивна USB училишна табла, такси пулинг апликација, интегриран систем за следење на здравствена состојба на ризични групи на пациенти, паметен систем за читање на водомери и многу други прекрасни проекти. Но верувајте, сите наградени проекти се подеднакво важни и креативни. Ја користам оваа можност да се заблагодарам на Светска банка за поддршката во овој, но и во сите други проекти кои придонесуваат за растот на економијата и за севкупниот развој на Република Македонија. Уште еднаш потенцирам, Владата на Република Македонија ќе остане посветена на поддршката на Фондот за иновации и технолошки развој. Остануваме сите заедно со другите институции да бидеме сервис и партнер на бизнисот, кои ќе помагаат во остварувањето на целите за развој и на бизнис идеите како дел од севкупниот развој на економијата. Ви честитам на сите од срце и ви посакувам среќа, успех и многу нови остварувања на полето на иновативната дејност. Благодарам. Почитуван председател на Владата на Република Македонија, господин Зоран Заев, почитуван директор на Фондот за иновативност, господин Јован Деспотовски, почитуван директор на Канцеларијата на Светска банка во Република Македонија, господин Марко Монтановени, почитувани представници на компаниите добитници на договорите, почитувани представници на медиумите, дами и господа. Јас нема да должам многу во мојот говор, мислам дека премиерот кажа доволно. Јас само ќе кажам дека оваа година македонската влада како никогаш досега и 47% повеќе од било кога досега детерминираше пари во буџетот за поддршка на економијата во Република Македонија и првпат, исклучително првпат и за македонски компании. Мислам дека 2018 година треба да е годината кога треба македонските предприемачи да ја препознаат како година во која што треба да инвестираат. Јас, како подпредседател на влада одговорен за економијата и координација со економските ресори, ги охрабрувам сите предприемачи во Република Македонија оваа година да почнат храбро и агресивно да инвестираат, да обезбедат колку што е можно поголем раст пред се за своите фирми, а со самото тоа и за целокупната економија во Република Македонија. Владата ќе биде нивни партнер само во инвестирањето, а не и во делењето на дивидендата. Дивидендите ќе си бидат нивни, а ние ќе направиме све да ги поттикнеме во тоа. Што се однесува до третиот столб на мерките, тоа се мерките за микро, мали и средни предпријатија. Тој столб ќе биде имплементиран преку Фондот за иновации, за што повеќе ќе зборува и директорот денеска, повеќе тој ќе зборува за денешните проекти, меѓутоа јавноста ќе биде запознаена и е веќе запознаена, а сето тоа ќе биде преточено, рековме, и во законско решение, но и без разлика на тоа и сега постои законска основа во рамките на Законот за државна помош, со кој што оваа влада многу агресивно доделува, државна помош и помош за сите компании кои што сакаат да инвестираат во Република Македонија. Она што сакам да го кажам е дека веќе 4 договори се потпишани во само 2 месеца откако мерките се обзнанени, 30 на компании разговараат и мислам дека резултатот ќе биде многу позитивен. Јас на сите добитници на договорите им честитам, им посакувам проектите да бидат имплементирани што поскоро, а тие да видат бенефит од таквите проекти. Само сакам да кажам дека овие проекти се доказ дека ние имаме млади паметни луѓе, дека тие млади и паметни луѓе ако бидат поддржани во оваа држава има зошто да останат,
А сакам да кажам дека во оваа влада ќе имате партнер и поддржувач на сите ваши идеи. Наш капитал основен во оваа држава, која што не е богата со природни ресурси, е човечкиот потенцијал. А инвентивноста во тој човечки потенцијал е круната на човечкиот потенцијал. Без инвентивност нема индустрија и напредок. Затоа ценам дека овие проекти се многу важни и мислам дека овие проекти се пример како треба да се развива економијата, тргнувајќи од мали и средни предпријатија. Уште еднаш ви честитам на сите и ви посакувам добра реализација. Почитувам председател на владата, почитувам заменик председател на владата, директор на канцеларијата на Светска банка во Скопје, почитувани гости, представници на медиумите и драги пријатели. Значи, на денешниот настан ги представуваме првите резултати од еден поинаков концепт за поддршка на економијата и растот. Доделуваме 20 договори за финансирање на иновативни проекти, преку кои владата, односно Фондот за иновации и технолошки развој, станува инвеститор во развојот на компаниите и економијата. Со ово возможуваме и олеснет пристап до финансирање за сите микро, мали и средни предпријатија во Македонија. Преку планот за економски раст на владата, представен неодамна, иновациите и технолошкиот развој стануваат основа на идната економска политика на владата. Почитувани гости, драги пријатели, во 2017 година Македонија, заедно со Белорусија и Косово, бе единствените европски земји кои што не беа воопшто рангирани на глобалниот индекс на конкурентност. На листата на глобалниот иновацијски индекс ситуацијата е нешто подобра, меѓутоа останува фактот дека далеку заостануваме за глобалните и европските трендови. Македонија, како што спомени премиерот и вице-премиерот, стана држава која извезува скапоцен талент и знаење преку одлив на млади и образовани луѓе. Причините за ваквите состојби се повеќе, јас ќе споменам само две. Значи, до 2017 година имавме 0 денари средства во буџетот на Република Македонија за поддршка на иновативни проекти. Заради погрешните политики беше креиран образовен систем, институции и општество кои што беа реално затворени за секакво критичко и креативно размислување. Во 2018 година владата и Фондот за иновации и технолошки развој влегуваат со следнија факти. Значи, имаме 20 нови компании кои што од денеска почнуваат со вложување на 80 милиони денари, каде што владата преку фондот учествува со средства од 58 милиони денари, но со 70%. Со овие инвестиции фондот станува партнер, односно инвеститор, како што спомена, во развојот на компаниите. Во подготовка е повик за финансирање на мерките од третиот столб на планот за економски раст, за кој што се издвоени 185 милиони денари. Буџетски средства. Обезбедени се над половина милиарда денари како почетен капитал на фондот за еквити мезанин, кој што беше формиран во декември минатата година. Во рамки на планот за економски раст во третиот столб, за прв пат воведуваме финансирање на технолошки развој, каде што следиме до 30% од инвестициите на компаниите во воведување на нови технологии. И конечно, владата иницираше сеопфатна реформа во општеството, а фондот преку својата улога како инвеститор ќе обезбеди финансиски поттик за младите луѓе да ја препознаат својата шанса во Македонија. Накратко за нашиот план за наредните 6 до 8 недели. Значи, објавуваме прв јавен повик за финансирање на проекти по првите 4 мерки од третиот столб во планот за економски раст на владата. Мерките се отворени за сите микро, мали и средни предпријатија во Македонија. Објавуваме јавен повик за 2 нови инструменти на фондот, кои што се финансираат од Светската банка, бизнис акцелератор и технолошка екстензија. Објавуваме следен јавен повик за финансирање на стартап компании и објавуваме 2 нови тематски повици со 2 министерства, со кои всушност го поставуваме новиот инструмент за примена на иновациите во јавниот сектор. За сите овие активности, владата и Фондот за иновации и технолошки развој ќе организираат тематски презентации, каде што ќе запознаеме јавност и потенцијалните апликанти со условите, критериумите и постапката како да се аплицира за овие средства. Благодарам. Господине премиер, почитуван вице-премиер, почитувани гости и представници на медиумите. Најпрви ние како тим чувствуваме голема одговорност и потреба да ви се заблагодариме за вашата поддршка, најпрви на Фондот за иновации и технолошки развој, а секако и на владата за Република Македонија. Без вашата поддршка, реализацијата на нашиот проект би била речиси невозможна. Денес сме тука да ве запознаеме со нашиот проект, односно Get Велосипедо, што значи градски екотранспорт. Овој фонд, како што веќе напомена, е еден од добитниците на Одва предизвикот, кој беше организиран од страна на фондот.
Ние сме група студенти, раководени од професор на Машинскиот факултет и заедно со компанијата Veneto Commerce се започнавме со реализација на нашиот проект во средината на септември минатата година. Продолжувајќи со досегашната работа на GET тимот, наши цели се со помош секако со стекнатите средства до крајот на годината, односно до крајот на 2018 да имаме целосно функционални прототипови на велосипедот и станицата со која е потребна за раководење на системот. Како добитници на еден ваков грант, свесни сме дека нашиот систем треба да носи огромен број на бенефити за крајниот корисник, кој секако представува секој од нас граѓаните. Помеѓу бенефитите кои неминовно сакаме да ги напоменеме се прочистување на воздухот од PM10 частичките со помош на вградените филтри во самите велосипеди, намалувањето на бројот на возила во сообраќајот, овозможување на еден нов алтернативен начин за движење низ нашите урбани средини и за крај огромниот број на здравствени бенефити кои се неминовна последица од користењето на еден ваков систем. За крај, би сакал во име на тимот и лично да ви се заблагодарам за вашето внимание и штедно да изразам благодарност за безрезервната поддршка и доверба која ни изразивте. Ви благодарам. Добар ден, dear Prime Minister, Deputy Prime Minister, Director of the Fund for Innovation Technological Development, ladies and gentlemen, thank you for this invitation. Почитувани присутни, почитуван председател на владата на Република Македонија, почитуван заменик премиер за економски прашања, почитуван директоре на Фондот за иновации и технолошки развој, драги дами и господа, ви благодарам за оваа покана. I would like to congratulate the fund for the completion of this fourth call for project proposals for innovation grants and matching grants for enterprises and the winners of the grant, hoping they will be successful in implementing their innovation projects. Би сакал да ви честитам за завршувањето на четвртиот повик за предлог проекти за иновација, за мини грантови, како и за соодветните грантови од компанијата и би сакал да ви посакам успех во спроведувањето. As World Bank, we are particularly proud to be supporting the government of Macedonia, helping the government of Macedonia converting the technological and innovation potential that the country has into real economic development. Светската банка е особено горда, како представник на Светска банка, можам да кажам дека сме особено горди што ја поддржуваме владата на Република Македонија во обидите да ги трансформира технолошките и иновацијските потенцијали во вистински економски развој. We know that the government can play a very important role in stimulating sustainable private sector-led economic growth by supporting research and development and innovation in the private sector. Нам ни е јасно дека владата може да одигра критична улога во стимулирањето на одржлив економски раст, предводен од приватниот сектор по пат на политики кои што поддржуваат истражување и развој и иновација во приватниот сектор. And we know that robust innovation practices are important for building dynamic and resilient economies, because innovation allows firms to specialize, meet international best practice standards, upgrade quality, reduce cost, and more importantly, create jobs. Затоа што силните иновацијски способности се многу важни за градење на динамични и отпорни економии. Иновациите им овозможуваат на фирмите, на компаниите да се специализираат, да ги исполнат интернационалните стандарди за најдобри практики, да го надградат квалитетот, да ги намалат трошоците и најважно од се да отворат нови работни места. We have been supporting the government of Macedonia since 2014 with the World Bank Finance Skill Development and Innovation Support Project. Ние поддржуваме владата на Република Македонија од 2014 година под проектот за развој на вештини и поддршка за иновации. That is in part focus on transparent and efficient resource allocation in higher education and in strengthening the relevance of secondary technical vocational education. Кој што делумно се фокусира на подобрување на транспарентноста, на доделувањето на ресурси и промовирање на отчетноста во високото образование, како и засилување на релевантноста на средно техничко стручно образование. But also help stimulate innovation in private firms through the work of the Fund for Innovation and Technological Development. Но исто така сакаме да го поддржиме и развојот на иновации преку Фондот за иновации и технолошки развој во приватни фирми.
So with that, congratulations again, and we, as World Bank, we will continue to work in partnership with the government in supporting this important agenda. Thank you very much. Со тоа би сакал уште еднаш да ви честитам и да ви кажам дека ние ќе работиме во партнерство со владата за и понатаму да ве поддржуваме. Ви благодарам многу. Струмица заедно со Куманово се досега единствените гасифицирани општини со така наречениот затворен систем на гасификација. Во наредниот период од Струмица газ најавуваат проширување на мрежата во градот, меѓутоа и опфаќање на поблиските населени места. За плановите инвестициите на Струмица газ од разговорот со првиот човек Благој Милановиќ. Што се случува до моментот, каква е гасоводната мрежа, односно колку километри гасоводна мрежа е веќе поставена на територија на општина Струмица и тековни активности планирани за наредната 2018, по однос на барање на граѓани, предпријатија и така натаму. Сега, јавното предпријатие Струмица газ се продолжи континуирано со својата работа. Ова година ја проширивме мрежата со уште некои 2,5, скоро 3 километри. Моменталната должина е некаде преку 28,5 километри, што е солидно ниво постигнато. А е уште поинтересно ова година, километражата не ја зголемивме толку многу колку што го зголемивме бројот на приклучоци на самата мрежа. Работевме повеќе на приклучување на нови корисници. Така да ова година бројката веќе завршуваме некаде околу 200 домакинства. Има угостителски објекти и такви некои приватни мали компании, они се 12 на број, нормално јавните институции кои што беа од почетокот уклучени. Веќе има интерес и кај државните компании, кај болниците, мислам јавните установи што се под капа на државата. Пројавија и интерес за приклучување, што верувам дека во наредната 2018 ќе се остварат. Со тоа се зголема и потрошувачката на гасот, така да одиме во еден добар правец. Така. Гасоводната мрежа си да знаеме на каде е разпослана. Што се случува со повисоките делови од градот? Каква е пристапноста до таму? Се случува да се некои проблеми или вече без никакви технички проблеми? Па вака сега, таму е малку потешко за работа. Стариот дел на градот сите знаеме каков е. Тесни улици, нема тротоари, веќе поставена подземна инсталација од водовод, канализација, телефони, струја, такви работи. И е таму малку потешко. Пристапот наш е потешок таму, меѓутоа не застануваме, работиме и таму. Стигнати сме и на улица Стив Наумов имаме поставено, и на Кочо Рацин, и на улица Скопска, околу училиштето Маршал Тито имаме поставена мрежа. Во секој случај ја имаме, меѓутоа таму оди побавно распространувањето на мрежата, на гасоводната мрежа. На почетокот спомнавте дека интересот за приклучок е се поголем кај граѓаните. Да. Активности кои што ќе превземате 2018 година со, како што кажете, новите проекти, очекувате плюс корисници? 2018 година мислам дека ќе биде малку пообемна со работа. Веќе ги имаме контактите и започнато некои почетни работи за приклучување на индустријски објекти, што е доста позитивно, затоа што од индустријата сите го осеќаат бенефитот. И самите објекти што се индустријски, како и домакинствата кои што ги трошат нивните производи. Ова година во буџетот на општина Струмица има предвидено средства од кредит. И тие се планирани за проширување на мрежата во населените места. Куклиш, Дабиља, Добрејци. Во прво време тие што се поблиски до Струмица. Така зборуваме за 2018. За 2018. Доколку испадне секако што треба со кредитната линија, тие средства се наменети за таа намена. Меѓутоа не значи дека ќе застанеме и у градот. Значи во градот ќе се продолжи со изградба на нови делници, таму се има општината предвидено посебни средства за таа намена,
така да ќе ја прошириме мрежата и во градот и во населените места. Малку ќе бидат поголеми тие активности градежни, а имаме најави за уште барања за приклучување на нови корисници. Секоја година се повеќе и повеќе се зголема тој број. Интересот на граѓаните расте во поглед на приклучување и на користење на природниот газ како енергенс. Веќе покажуваат позитивни ефекти домакинствата кои што први се уклучија, кои што беа похрабри или не знам како да ги кажа, не беа толку скептици како другите, се приклучија, видоа дека цената е стварно исплатлива, не е како што се кажуваше толку висока, да кажеме цената сега на газ од грејење на газ испаѓа исто како грејење со дрвја, кои во моментот важат за најевтин енергенс. А тенденцијата на гасот има тенденција на паѓање на цените. Значи цените да се намалуваат, не да растат. Така да еден ден ќе дојдеме и до доста добри услови за користење на гасот. Ги спомнавте населените места. Да. Изминатата 2017 година беа од предпријатието на Тиран со граѓаните на Куклиш добили добрици и оттаму веќе се пракаја позитивни сигнали од локалното население дека се заинтересирани за гасоводната мрежа. Што е со вашето доаѓање, вашите контакти кои што веќе сигурно ги имате остварено со граѓаните од овие населени места? Какви се вибрациите од другата страна? Па мислам дека тоа е позитивно прифатено кај граѓаните. Посебно во тие места, во Куклиш, кај што има и пластеници, оранжерии, и таму е многу интересно да се пушти гасот. Се олеснува и се поевтинува производството на раноградинарската култура. Да не спомнуваме и заштита на еколошката средина, на животната средина. Нема испуштање на цврсти честици, нема толкови количини на CO2 и на други загадувачи. Гасот, природен газ е еколошко гориво, сите го знаеме. Цената, ви кажав, е идентична со цената на дрвјата, а работата на тие што ги користат гасот за грејење и дрвја не се споредува. Така да таму се позитивно. Доколку се излезе на теренот, Да. колку прилика време би требало да се постави мрежата до овие населени места? Овака сега, тука треба прво изработка на проекти, инфраструктурни основни проекти, да се определи трасата, да се види таму како е. Последуваат одобрење за градба, така да тој период би одземал доста време. Меѓутоа, ова година реално имаме шанса со отпочнување затоа што веќе за некои делови имаме направено, изработено проекти. И може да стартуваме многу побрзо. Меѓутоа, се е уште во фаза на разгледување, планирање, предпроектирање. Во продолжение на Бизнис Лаб следуваат кратките вести. Американската компанија Boston Dynamics создаде куче робот што може да одговори на стимулациите на својата околина. Роботот е програмиран да може да препознава лица и да им ги отвора вратите на оние кои ги знае, пишува Дизајн Бум, а пренесува Бизнис Инфо. Наречен Spot Mini, оваа електронска направа има 4 мали нозе и е практична за користење во канцеларија или дома. Тежи само 30 килограми, а неговата батерија трае до 90 минути со едно полнење. На краткиот филм, прикачен на YouTube, што го демонстрира начинот на кој што функционира овој робот, досега го погледнале над 4 милиони луѓе. Научници од Сингапур создадоа аерогел од отпадоци од памук. Памучниот отпад најчесто се користи за изработка на превези што се користат во медицината за спречување на крварењето. Но научници од Националниот универзитет во Сингапур пронајдоа креативен начин како да се искористи отпадот од памук. Наместо да се фрла, да се претвори во аерогел. Овој гел може да се користи и за да се задржи температурата кај шишињата со вода, или пак да се контролира крварењето на подлабоките рани, пишува New Atlas, а
пренесува Бизнис Инфо. Течноста била тестирана и во воени услови. Истражувачите го искористиле гелот за да ја тестираат издржливоста на облеката на војниците, но и за да го спречат крварењето на нивните рани. Капсулите со овој гел директно преку голем шприц ги инјектирале во раните на повредените војници. Штом гелот навлезе во телото, материјалот се проширува и ја абсорбира крвта, притискајќи ја раната одвнатре да се собере и да се запре протокот на крв. Овој гел може да се произведе со многу малку финансиски средства и дури 20 пати побрзо од обичните гелови. Home growing. Sounds simple, right? I mean, all you need are a few timers, a temperature sensor, a thermostat, an irrigation system, a humidity sensor, security camera, and some light. Now, if there was only something to connect and control them all. Well, now there is. Стартапот Тел Авив Израел креираше производ што го контролира растот на растенијата. Со негова помош, одгледувачите на секаков вид растенија, без разлика дали се аматери или професионалци, ќе може лесно да ги контролираат своите билки и цвеќиња директно од мобилен уред. Grow Director овозможува следење и управување на растенијата преку едноставен и интуитивен интерфејс. Корисникот прво треба да ги поврзе сите сензори и тајмери на уредот, да се наместат поставките на програмата и следењето на растот може да започне. Во пакетот е вклучен и детектор за чад, па така стигнува известување доколку има опасност од пожар. Моменталната цена на Grow Director изнесува $599, а доаѓа во пакет со сензори и детектор за чад. Уредот имаше успешна кампања на платформата за групно финансирање Indiegogo, каде што собра $35,852. Тимот се надева дека производот ќе има својата прва испорака во април, пишува веб порталот Бизнис Инфо. That's how Grow Director was born. After 2 years of research and development, he now has a working prototype that can control everything in the grow room. And with your support, it can revolutionize the way people grow plants in their homes. Поштовани гледачи, се надевам дека содржините кои ви ги понудивме во ова издание беа интересни за повторно наредниот четврток во 20 часот да се вратите на истата фреквенција и да гледате што ново нуди Бизнис Лаб на ТВ канал ВИС. До следното наше видување, гледајте ги репризите веќе утре и во среда и секако секое добро.